Здраво, ова е 101-то издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Pain and Glory на Педро Алмодовар, во кој станува збор за режисерот Салвадор Мајо, глумен од Антонио Бандерас, кој се навраќа на многуте животни избори кои ги има направено, согледувајќи ги последиците до кои тие го имаат доведено во неговата кариера. Тој денес е успешен режисер, чија што животна ретроспектива ја иницирала реставрацијата на неговото култно дело Вкус во шпанската кинотека, снимено пред 30 години, која ќе биде мотив за поправање на релациите кон својот соработник, актерот од филмот Алберто Креспо, глумен од Асиен Ечандија. Според Салвадор, тој глумел сосема поразличен лик од тоа што го напишал на хартија режисерот и сценарист на делото, кој го менува својот ригиден поглед на изведбата, иако филмот има останато сосема идентичен, а се променил само гледачот со неговото животно искуство. Во делото има нелинеарни навраќања во минатото, флешбеци кои не се драстично раздвоени на визуелен план, има добро објаснување зошто е донесена таа одлука до која самите треба да додадете во епилогот и да послужи како пресврт во делото, сцени кои го осликуваат детството на младиот режисер и неговото растење со грижата и негата од неговата мајка, глумена од Пенелопе Круз, живеејќи во пештера. Годините си ја направиле штетата по здравјето на Салвадор, кој денес се мачи со комплетирање на дело посветено на наркоманските години, до кој може да дојде само методолошки, налекувајќи се на хорс. Наркотиците ги совладуваат мигрените по цена на нагризување на разумот. Како еден притаен импулс се наметнува непреболената хомоеротска љубов, како и првиот вкус на сексуалната привлечност, а најсрцепарателни се јадежите кои навираат од присетувањето на неисполнетоста на ветувањата кон мајката. Комично е учеството во прикажувањето на култниот филм од двајцата патетични автори кои оставија преполна сала на гледачи во кинотеката да ги држи на повик. Реклусивното автореференцијално повлекување во иманентниот свет на хартија многу лесно може да се спореди со интроспекцијата на 8,5 на Фелини, но делото не се отклонува од интертекстуалноста со филмот во филмот и интермедијалноста на представата во филмот. Суптилното пијано и гудачките инструменти на Алберто Иглесијас ги засилуваа сцените во кои доаѓа до разработување на решителноста на Бандерас, а доминацијата на црвената боја во интериерите ја користи како подлога за создавање на впечатливите кадри кинематограферот Хосе Луис Алкаине, наспроти просторното белило во детските спомени, иако има голема разлика меѓу Салвадор од детството до Салвадор од возрастните години, кој има накалемено многу болести на телото и душата. Автор како Алмодовар со 22 долгометражни филмови зад себе не е доволно да биде пофален за сценографија, кадрирање на интериери и впечатлив мизансен, тоа се компоненти кои автор од негов калибар треба да ги владее и во сон. Тоа што го прави овој филм да биде поневпечатливо дело од одличните The Skin I Live In I'm So Excited и драстично позанимливо од баналниот Хулиета е тенденцијата да се фокусира исклучиво на развојот на ликот на Бандерас, правејќи постамент за негово себеизложување на сметка на останатите ликови на делото кои се речиси неекзистентни винјети. Доколку се сепарира неговиот перформанс, ништо нема да преостане од делото, иако сметам дека не смее да биде занемарена изведбата на споредниот Ечандрија, кој ги владее експресивните ревностни диалози и понирачките монолози. Попар плакатите и представата за зависноста во филмот ќе ги земам како повод да направам едно отклонување од делото и да ви говорам за пријателот на Алмодовар, за кого се наменети овие одредници. Станува збор за шпанскиот визионер и добар пријател на Алмодовар, режисерот Иван Зулуета, човекот кој имал можност да стане најголемиот експериментатор на шпанскиот филм, снимајќи ги влијателните кратки филмови, кај што го восприема работењето на фабриката на Ворхол и ја конзумира контракултурата со идејните двигатели на хипи периодот, музиката, облеката и пред се дрогата, неговата најголема љубов, која колку и да му помогнала да продре до непознатите светови, толку го направила неподносив за соработка.
Тој го снима маркантниот филм Rapture, филм за опасната камера која ги впива животите на незините субјекти, вклучувајќи го тој и на хорор режисерот во делото. Едно незаборавно остварување кое наместо да стане појдовна точка за лансирање на славна кариера, станува неправедно заборавен филм од автодеструктивниот автор. Зулуета е дизајнерот кој ги црта препознатливите плакати на Алмодовар, а Педро се појавува во Rapture како позајмувач на неговиот глас на еден женски лик. Нивното непреболено пријателство повлекува алузии и паралели во создавањето на Pain and Glory. Филмот беше прикажан на Канскиот филмски фестивал, кај што Бандерас беше награден за најдобар актер, а Иглесијас за најдобар композитор, додека пак на европските филмски награди продукцијскиот дизајнер Гомес веќе се закити со награда за најдобар европски дизајнер. Делото е представник на Шпанија во конкуренција за Оскар за интернационален филм. Филмот го прошета цел свет, од Мелбурн до Шангај, преку Телјурајд до Торонто и Њујорк, а кај нас играше и на Манаки и на Синедес. Секој режисер во подоцнежниот дел од кариерата доаѓа до носталгичното навирање на спомените за целокупниот живот посветен на филмот, преиспитувајќи се со несигурност за донесените непроменливи одлуки и последиците кои ги смогнали истите. Алмодовар во ова навраќање ја акцентира потиснатата љубов, зависноста, односот со мајката, неусетно преминувајќи помеѓу реалноста и фикцијата, минатото и сегашноста. Едно човечко постојање сумирано како целина на евоцирани и скршени фрагменти на спомените. Компилација на најдоброто од парадигмата на Алмодовар, од Bad Education до All About My Mother, доловени со помош на Бандерас и Круз, двајца негови долгогодишни соработници со кои ја издигнал обемната кариера на која се навраќа. За некого ова медитативно присетување, иницирано од дишењето на смртта во врат, ќе биде безцелно и тромаво, за други богато и живописно, а за некого ќе биде овогодинешниот Moonlight. Како и да е, филмот е најдобриот лек за еден режисер во болка. Ако морам да го евалуирам, тогаш Pain and Glory од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна, стои првото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете по оснатите рецензии на виртуелната полица и благодарам за вниманието. Поздрав!